Така, значи идејата е слободно, барем мојата замисла е, Дарко, мислам дека ќе се сложи, ако имате некое прашање или било што, слободно кренете рака, прекинете ја дискусијата, прашајте. Да ви се представиме прво, значи ја запознав со Драгана, моето име е Дамјан, јас сум представник на интерактивна маркетинг агенција и ќе служам како модератор, тоест домаќин на овој панел. Со нас овде ги имаме, значи, Ели Пешева од Олала, тоа е локална сладкарница, ќе се представиме повеќе со детали. Го имаме Милоје од Србија, значи представник и основач на компанијата Homepage, исто така маркетинг агенција. И го имаме Владимир од Макдоналдс, кој значи ќе сподели како е искуството, значи, на Макдоналдс Македонија како бренд, еден огромен бренд и како тој се пласира на онлайн медиумите. Ја би, значи, што е целта на овој панел? Целта е да преминеме од научивме многу за како работат медиумите, што е краудсорсинг, значи како да се пласираат банери, што е CRM и таквите ствари. Сега би сакал да ја покриеме темата кај се пари. Значи, во смисла, како се ова да го искористиме, значи, од страна на бизнес аспект. Значи, може би малце ќе се вратиме од презентацијата на Драгана, ќе се вратиме малце во еден друг правец од поглед на компаниите, бидејќи знам дека има сигурно доста представници на комерцијалниот ентитет. Сега ќе би почнале, значи, да ги споделиме прво приказните, секој со значи конкретно Ели и Владимир да ги споделат приказните за како они работат, што работат, и Мило е потоа да се вклучи со зошто тоа го работат луѓето, значи психолошкиот аспект на зошто тоа го правиме. И ја поканувам Драган да ги сподели своите искуства, значи исто така од зошто како компанија треба да ги слушате корисниците, како се одговара на негативен фидбек, значи не е се позитивен кога сте компанија, значи можеби некогаш ќе направите грешка, дали ќе ја признаете или не, тоа е тоа што би сакале да го покриеме. Mislim, ja ću vam samo reći jednu stvar na tu temu koju sad već onako, mislim, koje se držim i koja mi je strašno važna. A prošle godine smo o tome pričali na jednom našem događaju Twitomaniji u Srbiji. Bili su prisutni svi predstavnici mobilnih operatora u Srbiji, njih troje, koliko ih imamo, MTS, Telenor i VIP. I ja sam samo rekla zašto smatram da social web uopšte nije ni blizu prihvatanju u našoj zemlji i jako je slični kod vas. Dokle god neka kompanija, u primjeru operatera koji su spomenuti u Srbiji, ne bude jednako tretirala offline i online korisnika, mi ne pričamo uopšte o socijalizaciji kompanija na internetu. Jer oni se u 5 minuta nađu da vam odgovore na bilo koju provokaciju koju ste pustili na Twitteru, posebno ako ste među ovim influencerima, dok, na primjer, žena koja ostavi možda kod kuće 2 dece, prođe pola grada da bi došla u poslovnicu mobilnog operatera i onda je oni oduvaju jer nemaju odgovor, moraju da pitaju šefa, oni za to nisu nadležni, oni za to nisu odgovorni i onda se ona vraća kući, izgubila je 5 sati i možda i dalje nije rešila problem. Dakle, ono što se sad događa je da kompanije polako se postavljaju kao, ne znam, ljudi sa internetom postaju nenormalno značajni. Uopšte nije stvar u ljudima sa interneta, ni u društvenim mrežama na internetu. Stvar je u tome da ste shvatili da morate popraviti svoje poslovanje, brendovi i ljude sa kojima radite i da je onda potpuno nebitno sa kojom vrstom klijenata komunicirate online ili offline. A shvatanje toga u svesti kompanija je još baš daleko. Eto, mislim ukratko. Тоа се што го кажа, имаме 2 компании овде кои го, да кажеме, го сватиле тоа и го практикуваат. Па да ги чуеме вашите искуства околу тоа, нели? Добро, јас веројатно ќе треба да бидам онака како што некој пред малку напиша на Твитер што ќе оди, некој треба да оди појажен или за да биде сега поинтересен од Драгана и за да се споредува Олала како локална сладкарница со еден джин како што е Макдоналдс во случајот. Тука, извини, само тука е и поентата, значи дека како да ги искористите за социјалните медиуми, иако сте една локална и локален бренд успешно, иако сте еден, да кажеме, како што, значи огромен бренд како Макдоналдс. Значи има простор за сите. Како да го искористите тоа и како што реков, кај се парите и за двете, значи за двата бренда, тоа би сакал да ја водиме дискусијата во тој правец. Добре, јас ќе бидам сега нескромна ако кажам дека ете ние имавме просветлување кога го почнавме Олала и знаевме точно што треба да правиме. Не, значи јас сепак доаѓам од маркетинг индустрија, работам во маркетинг агенција, тоа е New Moment и она што практично го работиме со нашите клиенти на терен, јас се обидов во еден предизвик со мој пријател дека во 21 век е невозможно да се создаде бренд, еве да не биде бренд, еве да биде име некакво на компанија, без да се користат традиционалните медиуми, без да се фрлат
огромни пари за рекламирање, дека е невозможно. Тоа беше еден предизвик кој што го почнавме со овој мал, така да кажам, и семеен бизнис. За помалку од една година, значи скоро една година, ние имаме околу 13.000 фанови на нашата Facebook страна. Користиме значи само веб, имаме значи наша веб страна и ја користиме страницата на Facebook. Сега набрзо ќе го почнеме нашиот профил на Pinterest. Значи она што ова го прави е точно таргетирање на нашата публика. Значи кога почнувавме, тоа беа девојчиња од своји 15 до 30 години, значи девојчиња и девојки кои што требаше да го повлечат секундарниот таргет, значи нивните момчиња, другари, пријатели, значи нашиот примарен таргет не беа мажи, туку беа млади девојки. За среќа тоа успеа, значи од онаа статистика колку што грубо можеме да видиме, некаде 70% од нашите фанови се и натаму девојки, меѓутоа имаме и многу машки кои што преферираат да користат инбокс, значи за нарачки, кои што преферираат и понатаму да користат телефони за изненадување, не толку отворено значи на мрежата. И она што сакав да го кажам и мислам дека Драгана ја заврши презентацијата со таа констатација дека е многу важна емотивната компонента. Значи генерално она што го свативме е дека луѓето не сакаат кога ги терате да прават нешто. Значи не сакаат да ви притиснат лайк за да добијат еден сладолед или за да добијат гратис колач. Едноставно не го сакаат и да го притиснат тоа не се вашите лојални конзументи, не се вашите лојални фанови кои што ги спојува емоција со вашиот бренд. Јас сум задоволна кога ќе видам дека нашите луѓе кои што доаѓаат во сладкарницата, во Олала или дома добиваат нарачки, деливери така натаму, сами си фотографираат, значи пуштаат фотографии од Instagram до Pinterest, до Facebook, кај што се тагнуваат и се чекираат, и тоа многу повеќе ми значи отколку ние да имаме 100.000 пасивни фанови кои што никогаш нема да ни стигнат лайк на ниту една фотографија, колку и таа убава и привлечна за око. А што значат тие 13.000 фанови за вашиот бизнес? Значи бидејќи конкретно имате и трошоци, имате и слично, не можете да поставите туку така некој вработен или не знам агенција да работи на нешто што не го поддржува вашиот бизнес. Мислам покрај градењето на бренд лојалност, што друго пошто нели квантитет и квалитет која би ги ставеле, може да имате и 500.000 фанови. Значи треба да си ја познаваш својата клиентела, така да кажам. Значи треба да ја знаеш дозата на постирање. Значи не можеш да им пуштиш на луѓето во 5 минути 20 постови од најубавите колачи на свет. Едноставно ќе те блокираат, затоа што не сакаат да те спамираат. Што постирате како значи, што постираме она што го сметаме дека е исклучиво добро направено, нови производи, значи нешто за кое што ни треба нивниот фидбек, значи не ги покануваме само, значи не само се фалиме, значи не викаме 20%, не, погледнете го, ова е новото, што мислите, кажете ни го фидбекот. Дали ви се допаѓа? Веднаш има реакција, меѓутоа она што е клучно е дека не можете, бидејќи ние сме среќни кога имаме веднаш реакција. Тоа веднаш се покажува и на прометот во самата сладкарница, значи се подкрева меѓу 20 и 25% истиот ден. Меѓутоа ќе си кажете да супер, ќе го правам тоа секој ден. Не функционира секој ден. Значи треба да ја имате мерката за да не бидете спамери, затоа што иначе ќе бидете блокирани. Колку постирате во просек дневно? Не постираме, значи не дневно, значи постираме максимум 3 пати неделно. 3 пати. И постираме се разбира доколку се најдеме во некој од традиционалните медиуми или доколку имаме онлайн интервју во кое што сме спомнати или во кое што некој не повикува, значи тоа е екстра, меѓутоа не повеќе од 3 пати неделно. Дали Макдоналдс Македонија се поврзува со оваа приказна? Значи дали истиот начин на одредување, бидејќи вие како компанија имате околу 60.000 фанови и сте доста активни во полето на пласирање апликации на од една страна, пример, ако Олала е само онлайн бренд, значи имате вебсайт и слично, Макдоналдс има глобално присуство, има офлайн присуство, значи како тука вие ги пласирате и ја гледате, значи го гледате бенефитот од социјалните медии? Можност за традиционално рекламирање. Па не добро, мене лично приказната нели многу ми се допаѓа бидејќи навистина не бев запознаем конкретно за овој проект. И во секој случај за поздрав и апсолутно сметам дека е нешто што е апсолутно релевантно една ваква конференција да се пренесе како едно искуство кое верувам дека на некој начин ќе стимулира одредени бизниси да го направат исто како што Ели бима направен. Нашата приказна започна негде пред 2 години, каде што на некој начин често слушавме на тие конференции и состаноци кај што идевме дека треба да се започне со дигиталниот маркетинг, каде што и социјалните медиуми се нели дел.
но сепак никако да почнеме со него. Се некако наоѓавме некои оправдувања, кои некои тие оправдувања Драган ги спомна претходно. И тие се нели реални, се од реалниот свет, од бизнисот. Дали ги поминавте 5 фази? Па можеби не сите 5 фази, но секој случај би се задржал на една фаза каде што лично јас и маркетинг департаментот кај нас, значи не беа можеби конкретно запознаени со некои навики и активности што случуваат на социјалните медии. Започнавме, креиравме значи една коректна база од некои си 60.000 фанови и во принцип за нас квантитетот не е пресуден во целата приказна, него пред се сметаме дека содржината и квалитетот на тие фанови е она што нас ни е многу важно за понатамошната работа со истите. И нели креирање на Како ги достигнете? работите кои сакаме да ги постигнеме. Мислам истото прашање ќе Па може најбаналното е тоа што лично јас бев скептик во почетокот е започнав со една служувалка, апликација која во почетокот кога се креираше од нашата агенција ИММК, сметавме дека ќе биде апсолутно фиаско. Гледајќи значи од моја перспектива, не познавајќи ги нели сите тие навики на сите тие луѓе кои се нели на онлайн. Исполна дека таа апликација, односно таа служувалка која во почетокот нели беше на некој начин генератор на фанови, функционираше одлично и успеа за многу кратко време, верувам дека меѓу најбрзо растечките страни на Facebook во тоа време, успеавме да генерираме една солидна база на фанови кој ни дае можност понатаму нели да пласираме одреден различен контент во однос на претходниот. Но во секој случај сакам да помнам тоа дека многу работи ние во тој момент не ги знаевме за нашите фанови. Дали имавте Односно на прецизен вигилија. таргет како пример девојчиња или слично или не? Не. Значи, сакаме што поширока популација да опфатиме. Во принцип, знаевме дека нашиот таргет се преценили тинеџерите кои се во некоја возраст од 12 па нагоре и онаа популација, да речеме, студенти, младовработени кои се некоја генерација до 35 години. Во секој случај ние и по тоа што го имаме како постови, знаеме дека имаме многу деца, нели, тоа се ние лажни профили кои што во принцип ние директно не ги комуницираме, значи не објавуваме контенти што се поврзани за нив, него баш на онаа кор популација која спомнав претходната е од 12 до 35 години. Јасно. Добро, интересно, мислам ќе навлеземе подетално, би сакал сега Милоје да може да, значи има искуство со неколку наградени значи кампањи за маркетинг на друштвените медиуми, да го сподели тоа искуство. Исто така и потоа да ја сподели презентацијата со психолошкиот ефект, мислам ќе го покрием Милоје подетално. Hvala. Ja sam stvarno presrećan što je evo moj prvi dolazak u Skoplje i prvi dolazak u Makedoniju, ako se ne računa jedan prolazak na putu ka Grčkoj, kad sam prespavao prolazak kroz Skoplje, u stvari dolazak na ovu konferenciju i snažno podržavam ovo što naši drugari ovde rade. Svi ste dobrodošli, bilo virtualno, bilo na neki drugi način. Region nam je mali, u zadnje vreme se dešavaju sjajne stvari, svaki čas smo negde, družimo se i mislim da nam ove mogućnosti koje virtualni prostor daje jedan poseban kvalitet. Da li je večeras, popodne, predveče, u ovoj sali neko ko se ne bavi marketingom na neki način? Marketing konferencija. Da. Imamo jednog dobrovoljca. Dobro. Da ne pitamo otkud ti ovde večeras i zašto si tu. Ok. Želeo sam da vam predstavim i neću gušiti mnogo sa nekim silnim slajdovima. Više su tu da vam u pamćenju ostanu neke slike kao triggeri, kao catch na ovo o čemu govorim. Jedan koncept koji ne govori ni o čemu novom, samo opisuje ono što mi u stvari radimo, a možda nismo svesni da to jeste to, da smo toliko zli i da tako manipulišemo, kao što rekla Gaga, u cilju ostvarivanja poslovnih rezultata. Šalim se, ovo je sve bilo pod navodnicima. To je koncept hakovanja navika. Autor ovog termina je moj drugar i saradnik Nemanja Đurić, poznati po tome što je prva zvanično školovana osoba za online PR u Srbiji. Naime, njegov master rad je bio upravo na ovu temu, a kasnije je služio kao literatura na Fakultetu političkih nauka. O čemu se tu u suštini radi? Zašto kažem da je to opis onoga što mi iz marketinga u suštini radi? Ima neki haker u sali, a da sme da digne ruku. Navuci kapuljaču pre nego što se javiš. Sledeći slajd. Nadam se da se slažete. Hakovanje je prisilna izmena nekog originalnog koda. Darko, šta si ti juče radio 11 sati?
Da, sajt mu je bio uhako. Navike, stečeni oblici ponašanja koji se često odigravaju automatski i super je što to postoji. Zamislite da ja sad, dok pričam s vama, razmišljam o tome kako da napravim korak, pa drugi korak, pa treći. Hodanje je navika. Način na koji govorimo ili plivamo, dobro, ajde, disanje nije navika, to je neki automatizam. Znači, navike su nešto, mislim, hodanje se uči za početak, nismo rođeni s tim. Gago, koliko treba, koliko su ćere učile da hodaju? 13,9, znači prosek 11 meseci. Da, toliko nam treba da naučimo da hodamo. I kupovine su navike, i korišćenje usluga su navike. Kad stanemo ispred rafa, uzet ćemo nešto na što smo navikli i što nas vuče. Sledeći slajd. Navike stičemo na različite načine. Za neke navike idemo u školu. Većina nas je učila vožnju u zvaničnim školama. Nešto naučimo u kući. Ovo je jedna ružna navika, nadam se da nema niko iz duvanske industrije ovde. Ovu ružnu naviku stičemo. Kuckanje je isto neka navika. Sad, šta u suštini mi radimo? Recimo, šta je uradio McDonald's, a možda nisu svesni da se to tako zove. U doba kad sam ja bio mlad i kad sam slavio sa društvom rođendane, nije se išlo u gostiteljske objekte. Slavilo se kod kuće, mama bi napravila rusku salatu, kolačiće, šta god. Ta navika i dalje postoji, rođendani se i dalje slave. Samo se slave u McDonald'su. Čak ja u mojim godinama idem na rođendane u McDonald's, idem na rođendane kod dece nekih drugara, da se mi maturi družimo. Hvala Bogu da ste uveli pivo u restorane, inače. Tako da ima nešto za nas matori. Znači, šta su oni uradili? Oni nisu pokušali da promene naviku ljudi da recimo jedemo u 4 sata ujutru. Možda bi i to mogli uz određenu ogromnu količinu novca da urade. Na kraju krajeva ne kaže se slučajno svetlo u frižideru služi da bi moglo da se noću jede. Ne, oni su se samo zakačili na neki claim, na nešto, znači slavimo dečiji rođendan, hajde da omogućimo da se to radi tamo gde su deca već navikla da dolaze. Znači, zakačili su se na neki, našli su jednu kukicu i kakvi su rezultati? Ste zadovoljni? Zadovoljni ste slavljenjem rođendana? Pa ne, ovo je interesantno jer u principu mi smo otvorili jednu novu industriju, a to je slavljenje rođendana na polju. Znači, bio je prvo McDonald's, pa onda su počeli one igroteke, kao se zovu kod nas, tako da, to je to. Sad već idem polako ka pointi ove cele priče. Znači, šta mi u suštini radimo? Hvatamo ono što ljudi rade, ljudi jedu, ljudi obično nešto popiju uz to i onda im uz silnu količinu novca, ako pričamo o televiziji, ako pričamo o printu, billboardima i tako dalje, ubacujemo još nešto. Žvaći, žvakaću gumu. Jedi, pi, žvaći, orbit. Jedi, pi, žvaći, jedi, pi. Ljudi se naviknu. Jesi digao ovaj linkić dole na YouTube? Jedna još luđa stvar. Obično uz jelo mi nešto i popijemo. Pivo, kiselu vodu, vino i tako dalje. Godine reklamiranja, godine ulaganja sredstava u advertising doveli su do toga da se sada na stolovima, pored tradicionalnih pića koje su tu, da se pojavljaju i flaša Coca-Cola. Zašto? I radi neko s Coca-Colom ovde ili neko iz Coca-Cola? Znači, možemo na ti. Poznate ti je čitava ona grana Coca-Coline komunikacije Coke and Mill. Znači, imamo Christmas, koji je ja mislim da pola Coca-Colinog budžeta ide na to, nebitno. Međutim, postoji jako bitan nit komunikacije koji se zove Coke and Mill. Nešto što je bilo nezamislivo, sarma i Coca-Cola, danas ide jako lepo. Burek je Coca-Cola. Sjajno, vi svuda po Srbiji na burekđenicama imate idealan spoj. Burek je Coca-Cola, moj otac se verovatno okreće u grobu jer je burek i jogurt. Otkud to? Okej. I hajde da se u sledeća 2 slajda, znači da se nadovežemo na temu današnje konferencije, to je internet / društvene mreže.
Nećemo mnogo da teoretišemo, mada mogu na internetu da se pronađu radovi psihologa na ovu temu, ali priča je sledeća. Postoje 4 značajna psihološka okitača menjanja naših navika. Rođenje deteta, smrt člana porodice, promena mesta stanovanja i promena društva. Mislim da ne bi bilo preterano etično da marketinška industrija utiče na rođenje i smrt, mada nije slučajno zašto postoje oni paketi kozmetičkih proizvoda koji se deluju u porodilištima porodiljama. To je navikavanje na određenu vrstu proizvoda. Drugo, promena mesta stanovanja. Podaci o studentima, znači podaci o osobama koji menjaju svoje mesto stanovanja i dolaze na univerzitete, zlata vrede, jer oni menjaju svoju naviku. Oni kupuju neki drugi, kao studenti nemamo mnogo sredstava, ali menjamo naviku. Ali, šta je catch i zašto vas ja gnjavim već nekih 15 minuta? To je ovo 4. Promena društva. Sad, ajde da se setimo pre, recimo, 10 godina, na koji način se menjalo društvo. Neki momci su išli u vojsku, neki ljudi su se selili iz kraja u kraj, neko se selio iz mesta u mesto, zapošljavali smo se i tako dalje. To su bili trenuci kad je marketinška industrija mogla da nas ukači i da nam ubaci. Ovo je поглед на jedan, znači, помал бизнис, така? Не треба да го носиме, например, до Шкотска, нема проблем. Јасно. Ovo je поглед на jedan помал бизнис. Но што се случува, пример, имате одреден број на клиенти, но што се случува со еден масовен бренд и големи ресторани на неколку локации, кој, да кажеме, кој е под, нели, под глобална капа, дека мора да практикува некои ствари. Како вие се справувате со тие нови навики? Значи, дали излегувате во пресред, дали како, значи, поголема компанија наоѓате начини да се вклопите во тие нови навики и да ги, не само да ги создавате, значи и да ги, нели, да им излезете во пресред. Не, дефинитивно треба да сите навики, значи, создаваат во моментов, значи, на секаде, особено, значи, во заедницата во која работите, што збориме конкретно за Македонија. Апсолутно дека ние како компанија и на глобално ниво и дека на локално ниво, значи, сме прилично адаптибилни и се прилагодуваме, значи, конкретно на потребите на секој од нашите гости, односно на целната група на која се обраќаме. Така да ништо не е невозможно и ништо не е за нас табу тема, односно да се направи во иднина. Во принцип за тоа се и самите социјални медии, односно ние да апсорбираме, значи, што повеќе информации од нашите потрошувачи, бидејќи многу ретко ние вистинските информации ги добиваме од нашите потрошувачи на лице место. Што значи дека самите социјални медии ги користиме како канал да стигнат одредени информации до нас кои пред тоа не биле достапни. И врз основа на тие информации креираме одредени политики, стандарди или бизнис одлуки на крајот од крајевите. Јасно. Значи отворени сте. Така да сме апсолутно отворени и веќе и самиот Facebook, односно нашата страна, мојот ресторан, веќе користиме, односно самите фанови ја користеа за одредени работи да ги на некој начин критикуваат или да барат одредено подобрување за одредени работи и апсолутно тоа го прифаќаме добронамерно и ги стимулираме тоа да го прават се почесто. Јасно. Драгана, сакаш да... Да, па, нешто бих додала. Jedan primer koji mi je onako strašno simpatičan. Jako se muče sa internet javnošću veliki ti prodajni lanci, te velike retaileri, da tako kažem. Pa između njih i veliki Walmart koji je drugi najveći zapošljavač na svetu, da tako kažem, i gigant. Takođe i Tesco i tako dalje. Oni imaju strašno veliki problem prilagođavanja... Само извини да појасниме, Walmart е еден од најголемите ланци на супермаркети во Америка. Lanci supermarket koji je krenuo iz Severne Amerike, zapošljao 2 miliona ljudi, strašno je veliki, moćan i stalno ima nekih problema, mislim, na social webu i tako dalje. I onda su i oni Tesco radili jednu interesantnu stvar što nije slabo. Mislim, kupili su neke super društvene medije, da tako kažem. Walmart je kupio jedan za $350 miliona, znate te velike cifre, brojke, kako oni to sve kažu, a Tesco je, na primjer, kupio Buzz Agent za oko $70 miliona. Što vam to spominje? Buzz Agent je jedna mreža ljudi koji su okupljeni i daju mišljenje i utiske o proizvodima i uslugama kompanijama koje se prijave. Na primjer, postoji oko 30-40 hiljada Buzz agenata koji dobiju da testiraju novi Dove dezodorans, novu gumu Michelinovu, novi Wilkinson za brijanje i tako dalje. I u slučaju da im je to okej, pošalju feedback samom proizvođaču i o tome pričaju na svojim social media kanalima.
Oni naravno ništa ne plaćaju, ni ne dobijaju ništa za uzvrat, osim što među prvima dobijaju proizvodi i usluge na testiranje, i što imaju priliku da utiču da se neki proizvodi poprave. Mnogim ljudima je to strašno mnogo. A šta kompanije dobijaju? Dobijaju advokate. I sad se ja vraćam na početak, na tu neku priču o lojalnosti. Stvar sa lojalnošću i sa onim posljednjim slajdom koji je Miloje stavio takav, da smo krenuli na novim medijima da radimo istu stvar koju smo radili u tradicionalnim, da se bacamo na širu publiku. Umesto da se fokusiramo na naše potrošače i ljude koji su nam bliski, koji nas vole i koji već imaju razumevanje za naše uspone i padove, jer će oni biti najveći advokati. U Buzz Agentu se to plaća. Dobro, oni su napravili interesantnu foru. Svaki Buzz Agent je prošao neki ozbiljan upitnik i morao da kaže mnogo detalja o sebi, što bi značilo da meni kao Buzz Agentu neće stići na testiranje Michelin guma, jer će review biti očajan, ali će mi stići nova Max Factor, ne znam, rumenilo ili maskara i naravno ja ću biti zadovoljna i pričat ću o tome kako je to super stvar. Ok, jedan trik, ali interesantna stvar, dobili ste agente. Kompanije se ne fokusiraju na one koji su već pozitivno naklonjeni njima, ne razvijaju pozitivnu interakciju sa onima koji već njima jesu lojalni. A to je ona priča sa prezentacijom. Fokusirajte se na one koji su pozitivni i angažujte njihovu energiju i društveni krug da se proširi glas o tome kako ste. U tome vam masa neće pomoći. Ista vam je priča sa zaposlenima. Vi ne možete očekivati da 4, 5, 6 miliona evra datih u budžetu, što je koleginica spomenula u mass medije, uvek da fenomenalni rezultat. Zamislite samo, kada bi jedna banka, umesto što da 4 miliona evra u mass media marketing, 4 miliona evra dala da uspostavi odnose sa već svojih 500.000 klijenata koje ima i sa svojih 2.000 zaposlenih. Kada bi rekla, ok, I don't give a shit, ceo taj community koji uopšte ne poznajem, čitava ta Makedonija nije mi interesantna, hoću da ovih 4 miliona u 2013. godini prvi put u životu investiram u postojeće klijente i u moje zaposlene. I da na takav način negde zapravo, mislim, i prošire bazu oni koji su advokati, zapravo naprave veliku vrednost i prošire mogućnosti povezivanja. Само да се надоврзам, Adobe излезе со истражување дека скоро 80-20 правило исто така голема маркетинг ствар, значи 80% од приходите доаѓаат од 20% од потрошувачите. Околу фидбекот и такви ствари, мислам ќе го допуштам Милоје да се надоврзе, па ќе прашаме. Сјајно си ми асоцијација дала да го хвалати. Facebook je prva društvena mreža po broju korisnika u Srbiji i tako dalje. A možete da pretpostavite koja je druga? Imate ideju među društvenim mrežama koje postoje, koje bi moglo? Ne. Ne, pa sve je to ispod 100.000, par desetina. Burik forum. Nisu društvene mreže nastale juče, samo se tehnologija dosta je napredovala, tehnologija je došla do popularnosti i tako dalje, ali ljudi, forumi su tu. Nemojte da zaboravljate forumaše. Oni su tvrdo jezgro. Na forumima su i dalje, posebno ako pričamo o tekijima, o tehnoforumima, o korisnicima usluge mobilne telefonije, to je najtvrđe jezgro poznavalaca, mame roditeljstvo, tako je, Ana forum, doktor forum, ne daj Bože, kažu, forumi o zdravlju su oni na koje ne idete sve dok vam ne zatrebaju, a kad zatrebaju, doktor forum je prvo mesto gde ćete se naći. Zašto pričam ovo, bit ću vrlo kratak. U Srbiji je trenutno na sceni, stvari ne trenutno, nego traje već mesecima, takozvani rat fan page-eva operatora mobilne telefonije. Ko će prvi da stigne do 100.000, do 150? Ja mislim da je sad VIP došao do 200.000 i tako dalje. A šta se zaboravlja? Ja to slučajno znam zato što sam godinama radići u prethodnoj agenciji, znači godinama sam za potrebe klijenata pratio šta na forumima o njima pišu forumaši. I onda, mislim, prvo što to prži mozak, ono, stvarno poludite od takvog posla posle nekog vremena, a drugo što shvatite da ima nekoliko stotina ljudi, čak možda i nekoliko desetina tvrdog jezgra, koji zaista oblikuju mišljenje zajednice. Oni kad to kažu, to je zakon i to se kasnije citira i prenosi. Zašto? Zato što su se dokazali kroz godine.
Čak su mi govorili o korisničkim servisima i o onim delovima operatera mobilne telefonije koji kreiraju nove usluge. Kažu, kad izbacimo novu uslugu i kad dođe vaš izveštaj, pošto dolazi svakog dana o mišljenjima na forumima, mi tačno znamo da li smo failovali ili smo pogodili šta smo uradili, da li smo napravili dobar potez. I sada, naravno da su bile takve sugestije, ne znam iz kog razloga nisu prihvaćene, umesto da se kompanije delom i makar malim sredstvima, ali to ne moraju da budu sredstva, novac je uvek zadnja i najlošija opcija, ali je pažnja bitna. Umesto da je 10 tih ljudi prepoznato, da su dovedeni u Beograd, jer možda neki od njih nisu, da im je omogućeno da pričaju sa tehničkim licima. Znači, nije suština u poklonu, suština je da oni dobiju nešto što je njima bitno, a to je znanje i pažnja. I dan danas se to zanemaruje, a vodi se bitka u broju Facebook fanova. Ne kažem da oni nisu bitni, jesu, vrlo su značajni, ali ne treba zanemarivati one najistaknutije koji će povući masu za sobu. Пак се надврзуваме на мовето од квалитет и квантитет. Да, само накратко сакам да кажам, да се надоврзам на ова што Драгана прималку го спомна, спомнувајќи ги банките и нивните буџети годишни, мислам дека од моето искуство, значи во маркетинг индустријата, на големите корпорации им е многу потешко да се отворат кон социјалните медиуми, отколку што тоа го прават малите и средни бизниси и фирми. Значи јас не знам дали можеби вие познавате некои кои се активни банки во Македонија кои што имаат Twitter профил. Мислам, они едноставно ќе одлучат да се заштитат на тој начин. Или имају? Има некој. Јас не знам, 8%, што е рекол Никола? Кои раде у индустрија. Има неколку фирми, вклучувајќи неколку банки кои или се обиделе да бидат активни или се активни, значи и слично. Мислам, разликата меѓу тоа е дека имаме голема корпорација, како што рековме, каде што не можеш туку така лесно да пуштиш нешто во продукција или да се пласираш, да тие се тие точно 5 степени. Ако се спомна фидбекот, значи многу голем број, особено големите компании избегнуваат да се вклучат во тој друштвен свет, затоа што се плашат од негативниот фидбек. Значи, пошто имаат 500.000 корисници, како сега не се сите задоволни. Дали може да споделите, значи, вашите клиенти, како ги советувате или конкретно за вас брендовите, значи, како се справувате вие со негативниот фидбек? Значи, дали го игнорирате, дали некако се обидувате, дали посветувате повеќе внимание и дали може некој конкретен пример како сте се справиле со негативен фидбек, нели најдоброто друштвените медиуми ни го возможуваат од негативен фидбек да го пренасочиме кон истиот тој корисник, дали со повеќе внимание или со некој подарок или слично да биде, нели, од утре да дава позитивен фидбек. Како се справувате? Кои се вашите стратегии за справување со негативен? И како ги советувате конкретно за Драгана Миловиќ вашите клиенти да се справат со тој негативен фидбек? Jeste kolega? Да, Владимир. Hvala. Pa, stvar je u principu takva da na svakom početku odnosa sa klijentima, sa novim klijentima je drama, evo šta ćemo kad krenu da nas psuju, da govore ružne stvari. Znači, interesantno je da kompanije znaju da imaju problem i da nisu dobre. Секоја компанија има, мислам тоа. To je, mislim, strašno simpatična stvar da su oni svesni problema i tek o tome javno pričaju kada krenu napolje. Ono što znamo iz iskustva, pre svega kao blogeri, na primjer, i Milo i ja, i uopšte ljudi na internetu, da taj takozvani hejt, on ne traje. Mislim, on ne traje nenormalno dugo, sem ako ste stvarno ono fašistička organizacija. Ali ги боли компаниите и да трае znači, кратко. Znači, prvo treba objasniti klijentu da će to sigurno da se desi, čak i ako su jako dobri, postoji neki mali procenat korisnika koji njima nije zadovoljan, da to prosto ne traje. Da je mnogo važnije pokazati javnosti da ste tu i da ste spremni na debatu i da ste spremni da u interakciji menjate stvari, jer ako budete čekali da sve što bi oni mogli da vas pitaju popravite, nikad nećete doći na društvene medije. Možda nije loše i do sada je to nama sa klijentima uvek dobro prošlo, da kažete ok, tu smo, idemo, znamo da postoje stvari koje nisu, evo, debatirat ćemo s vama, popravljat ćemo se usput, ali evo tu smo, za razliku od ovih 99% koji nisu ni tu. I onda polako hendlati tu komunikaciju, prikupljati informacije i feedbacke. Mi ih segmentujemo po 3 kriterijuma u jednom algoritmu koji smo napravili. Da li taj feedback i komentari, da li su relevantni, da li su zaista značajni kao neke vrste inovacije, da li su u skladu sa poslovnom strategijom, jer mislim, džaba što sad on meni traži da ja uvedem neko novo piće na bazi piva, ako to meni nije u poslovnoj strategiji, hvala, doviđenja. I treća stvar je koliko
optimalno brzo možemo da implementiramo tu inovaciju. I nakon što prođe kroz te filtere po broju ocena, mi to kao sugestiju predlažemo dalje i s tim u vezi pravimo neke strateške odluke u kojima, što je jako bitno, permanentno obaveštamo javnost koja nam je uputila kritiku ili komentar. Znači, mora postojati ta dvosmernost. Jasno. Владимир, значи која е вашата стратегија за да се справувате со негативни? Значи секоја компанија има негативен фидбек, секогаш има незадоволни корисници заради нивни потреби слично. Која е вашата? И апсолутно, значи Драган е управа дека секаде и секогаш значи постојат одредени пропусти кај неодредени компании, значи не можат да испорачат вистинската услуга за која нели ветили дека ќе испорачат, не можат продуктот да го испорачат така натаму. Сите сме ние апсолутно свесни дека тоа постои и дека секогаш го има, особено во Макдоналдс кој што е бизнис ориентиран и кон луѓе и зависи од луѓе, така да грешките се неминовни, се случуваат многу често. Од друга страна, па ние, кога ја почнавме, значи нашава приказ на социјалните медии, очекувавме многу повеќе негативни коментари, многу повеќе негативна дискусија за одредени работи кои се случуваат кај нас. Напротив, нив не ги добивме во тој обем што ние ги очекувавме. Што особено ни е драго, а за оние работи од типот дали имаме стратегиски пристап кон таквите коментари, не би рекол бидејќи реагираме од случај до случај. Така да зависи, значи, каков е коментарот, во кој домене, со колкав нели публицитет и така натаму. Во секој случај може да бидат и игнорирани или па на пример да се отвори некоја дискусија која во принцип ќе биде нели во на некој начин анулирање на тој негативен коментар кој се појавил во даден момент. Јасно. Поглед. Па не, ние во принцип кај нас тоа лесно се решава. Една кутија на колачи завршува работа. Браво! Една кутија колачи не може да реши. Сега сите ги пишуваат негативни критики. Браво! Ставете го правиот хаштаг само, како или ставите ни добра фотка. Милој? Ja sam godinama agencijski čovjek i sad postoje ta neka agencijska pravila i u takvim situacijama jedno od njih je naše da posavjetujemo, naše da kažemo šta mislimo da treba da se radi u takvim situacijama, na klijentu je uvek da odabere. Na kraju krajeva on će snositi posledice loših izbora. Mi ne smemo da prelazimo granicu i da donosimo odluke umjesto klijenta. Druga stvar jako bitna, zašto je dobro da kompanije imaju iznajmljene ljude koji će im pomoći u takvim situacijama, bez obzira što to negde mogu da iskanduju sami, možda imaju znanje, možda imaju svoj force, a to je činjenica da mi jesmo ili bi trebali da budemo nevezani i neemotivni u takvim situacijama. Jer ako vi radite negde, a to je sigurno, ajde recite mi da vas ne boli kad pročitate negde na internetu nešto vezano za vas. Negativno, bez obzira da li je to tačno ili nije, tim gore ako nije tačno, ali sigurno kao čovjek koji radi u kompaniji, koji vezuje svoju, da kažem, i budućnost, egzistenciju i tako dalje, na kraju krajeva dobro vam je tu, kvalitetni ste, inače biste promenili to mesto, vezani ste za kompaniju. Agencije ne smiju da budu vezane, mi moramo da budemo hladni i čak u situacijama da bi onda mogli da donesemo racionalne odluke i da se vratim na ono prvo, da racionalno posavjetujemo klijenta. Čak u situacijama kada se akaunti osobe koje su zadužene za određenog klijenta emotivno vežu, a to se često dešava, praktikujemo da tu osobu zamenimo koliko god ona dobro radila svoj posao, jer jednostavno zbog te emotivnosti može da donese pogrešnu odluku. Konkretno, zašto je bitno biti neutralan i biti hladne glave? Imali smo situaciju da je u jednom trenutku na klijenta zaista krenula lavina negativnih kritika, mislim, kritike su negativne, jeli? I da je za to realno bilo razloga. I da je zahtevano da se kompaniji izvini. Korporativna politika je ne, mi se ne izvinjava. Тоа влегува у наменувањето навики, така? Da, ali, znači, mi nećemo staviti reči kao što je izvinite ili nešto uz ime našeg brenda. Žao nam je. Žao nam je, to je vaša politika, to je sasvim u redu. Međutim, vreme prolazi, pritisak raste, neprijatno je, i šta onda radi agencija? Uradimo analizu i vidimo da nekih 60% negativnih kritika, odnosno kritike ili negativnog mišljenja, dolazi iz jednog izvora. Dolazi 48% od jedne osobe, a to nije teško kroz pretragu na društvenim mrežama vidjeti ko šta kako. 48% dolazi iz jednog izvora i još 20 nešto posto su retvitovi. Retvitovi jesu slaganje, ali vrlo često vi imate ono ponašanje krda. Kad jedan krene na društvenim mrežama, kad jedan krene u drugu stranu, ajmo za njim, još ako je nešto negativno, pa ako se pljuje po političaru, ako se pljuje po brendu, idemo, ajde malo da svoju svakodnevnu frustraciju istresemo.
И у суштини таа анализа негде послушала, не да каже клиенту, окей, ви сте добри сте одлучили, него едноставно да им помогне да донесу одлуку. Окей, дали некој има прашање, значи слободно. Чека, не тешко се гледа. Значи главната поента мислам на овој муабет, дали сите се сложувате дека негативниот фидбек е нешто што конкретно мора да се одговори или во конкретниот случај? Дали имате голем број на игнорирани негативни критики или тоа е да кажеме инциденталните Мислам дека инцидентно, значи ние имавме денесна некоја бизнес одлука пред скоро време за чменување на одредени продукти и одредени цени на одредени продукти кај нас, така да имаше лавина на такви коментари. Во принцип ние не се впуштивме во некаква дебата околу тоа, него тоа беше на одлука која ете на некој начин премолчано направивме, иако сметавме дека е во прилог на поголемата популација, значи која ги посетува нашите ресторани. Така да еве конкретен пример каде што ја на некој начин применуваме стратегијата на игнорирање. Ја имам прашање до Владимир од Макдоналдс. Ќе може да само да се представите? Јас сум Стефан Алексик, работам во Радио МОВ. Иначе сум студент по вака во слободно време. Што е рекол? До Владимир, моето прашање е зашто на Facebook се профилирате како мојот ресторан, а не како Макдоналдс Македонија? Дали мислите дека тоа всушност е стратегијата или може причината зашто луѓе ве одбегнуваат да ве комуницираат како Макдоналдс или може не ве препознаваат за момент? Па не, причините значи за таа одлука се две. Едната значи е прагматична, а втората е значи на некој начин емотивна. Прагматичната причина е што во тој временски период, значи кога сакавме ние на некој начин да ја почнеме страницата и да почнеме со Макдоналдс во Македонија, процедурата за одобрување на целокупните стандарди и така натаму за креирање на сето тоа беше огромна, бидејќи се работи за корпорации и сето тоа трае многу. Така да кога ќе официјално го поставите името Макдоналдс, тоа е стварно процес кој искрено секој од нас, секој од вас би го избегнал. Вториот момент беше што сакаме на некој начин да ја персонализираме страната, тоа беше значи бојот ресторан. Сакаме луѓето, значи кои ќе пристапат на таа страна, односно кои ќе бидат фанови, да бидат баш луѓето кои всушност се нашите вистински гости во рестораните, значи во оној офлайн дел. Така да тие се две причини зашто го направивме сето тоа. И најверојатно сме уникатниот Макдоналдс во свет кој има се крие под друго име, а не е Макдоналдс. Али содржината е таа. Друго прашање? Не гледам крајната ред, може би пропуштам заради светло, али слободно нека каже. Доколку немаме друго прашање, би прашал, значи, што е тоа што би го даде како 3 совети или не знам, 1 или 2, колку може да е совети, за да се одвоите од, нели, сите се веќе на Facebook, сите го користат тој канал или Twitter или Pinterest, значи, ако не почнале сите ќе почнат, значи, се движат назад. Како да го одвоите вашето присуство од останатите? Значи, Драгана спомна 100% оригинален контент. Не е толку лесно да се направи или е лесно да се направи, значи, која е вашата стратегија да се одвоите од останатите, значи да излезете од масата и да нели, бидете уникатни. Посебно на еден таков канал, каде што нели, можеби ќе направите апликација, можеби ќе споделите статус, ама ќе има уште 10 други статуси од други компании. Слободно може и, мислам, некои примери ако имате агенцијски. Nismo do sad produkovali ni jednu istu strategiju. Dakle, sve što smo radili je potpuno drugačije. I čak i za klijente koji su iz istih industrija, pa čak i ako su iz istih industrija, iz iste zemlje, toliko smo svi jedinstveni i takve sve kompanije. Potpuno je jedinstven McDonald's Makedonija u odnosu na McDonald's Srbija. To su jednostavno stvari na koje moramo da naviknemo u ovom prostoru i sve mora biti baš onako custom made, baš onako za taj čistu manufakturu. Znači, i teško mi je da dam neki opšti savjet. Ali sovetот bi bil znači, da bide nešto tipot na... Da budete to što jeste. Tako je, da budete ono što jeste i u skladu s tim što jeste, onim što želite da budete, kreirajte i nastup na društvenim mrežama. Dakle, u skladu s onim što istinski jeste i što želite da budete kroz godinu, 2 ili 3. Ja imam jednu rečenicu koja to prati i tu nikad nećete pogrešiti, dajte i onda možda očekujte da dobijete nešto nazad. Ovo je giving ekonomija, da tako kažem. I čitav social web i social business, kako je nazvan ovaj panel, i u vezi sa tim da se deli vrednost među korisnicima i brendovima. Јас мислам дека е особено важно да се биде пионер во барем еден сегмент. Индустриите се слични,
компаниите се слични, меѓутоа секогаш ќе најдете еден сегмент во кој што ќе бидете юник, што би се рекло. Например, случајот на Олала е што ние сме први, за сега сме единствени кои што имаме отворена кујна. Значи, нема дилема за тоа како изгледа тамо некаде позади или во какви услови се спремаат колачите. Значи, не е оставено на фантазијата што се случува на масата на која што се прават колачите, знаете. Нашата маса е отворена, тука се спрема се пред вас, можете да застанете, можете да погледнете, може на крај да ви го дадат и да си го издекорирате колачето како вие сакате. Значи, да бидете колку што е можно, например, индивидуални и тој персонал тач, значи кој што си го има секоја компанија да се задржи. Значи моментот дека корпорација дека во името на корпорација одговара тамо 1, 2 или 3 или 20 души администрација, никогаш не може да се измери со чувството кое што го имате дека на вашите забелешки одговара вистински човек, вистинска жена кој што ќе ве буквално ве сослушува, ве разбира и добивате коментар дали е позитивен или негативен, зашто и да се однесува. Не, мислам и корпорациите сигурно може да го постигнат истото, ама треба да инвестираат многу повеќе. Така, како се вика, искуството тоа, значи, што е тоа што совет за сите што работат или сакат? Да, генерално што можам да го заклучам од моето лично искуство значи, на Макдоналдс Македонија во поглед на социјалните медиуми е дека можеби ќе бидам контра од Драгана дека оригиналноста заради оригиналност апсолутно не е добронамерно и окей, значи во целиот концепт и во целиот принцип на социјалните медиуми, него мора да се понуди нешто стварно што ќе има квалитет, не само заради самата оригиналност. Од друга страна, значи, она што се не знам колку има дека представници од бизнес заедницата, али во принцип, она што е апсолутно важно, претпоставам дека го дискутиравте на почетоков на денешниот ден е дека мора да се лоцираат средства финансиски, значи од маркетинг буџетот кон значи диџиталот и на онлајнот, особено значи на социјалните медиуми кои значи од година за година треба да растат, значи и апсолутно да се користат во вистинската намена. Заради сето тоа значи што е потребно да се направи. Јасно. Миле? Ја ќе морате ово да цитирам на Твиттеру, значи за друштво, ако сам добро разумем, мислам добро разумем македонски, за интернет и за друштвена мрежа треба алоцирати буџет и он треба да расте из година у годину. Ovo je divna poruka. A ja bih volao, kao svoje možda zadnje obraćanje, da vam objasnim samo na kratkom primjeru onaj princip hakovanja navika i zašto to u suštini može da služi. Ima još jedna teorija, odnosno, ajde da kažemo princip, koji se zove princip traženog odgovora. Ja sam ga naučio pre nekih 13 godina kad sam počeo da se bavim internetom od čoveka, čije ime niko ne zna, jer ko sazna, ko vide lice ninja mora da umre. Čovek koji je daleko najviše zaradio od interneta na Srbiji, od prilike sam par bliskih prijatelja, niko ne zna njegovo ime, a trenutno investiciji izgradnje poslovne zgrade na Novom Beogradu. Pričamo o milionima eura, a možemo kasnije u kuloarima da ispričamo o čemu se radi. Šta je princip traženog odgovora? Princip traženog odgovora je sledeći. Ako nešto radiš, treba da budeš svestan zašto to radiš i šta želiš da postigneš. Pre 13 godina princip traženog odgovora je formulisan ovako. Ok, napravio si sajt, na neki način ćeš da uvući ljude na njega, šta hoćeš da ti ljudi urade, zašto to dođevo radiš. Ja se izvinjavam na psovci, ali je možda to bolji način da ovo zapamtite. Čemu to služi? Čemu služi vaše prisustvo na društvenim mrežama? Da bismo imali taj Facebook, da bismo imali taj Twitter. Mi imamo jedno pravilo u agenciji, kad čujemo od klijenta mi bi hteli da imamo taj Twitter, onda obično ne šaljemo ponudu, zahvalimo se i kažemo izvinjavamo se, naši kapaciteti trenutno nisu dovoljni da možemo da vas podržimo na tom Twitteru, pa kad to izbacite, onda ćemo da razgovaramo. Znači, a to je upravo ovo o čemu je Gaga pričala, strategija ili ti gde se nalazimo, šta hoćemo da postignemo i kako da to uradimo. Zašto? Zato što kaže se ako ne znaš kuda ideš svaki put je dobro. Konkretno. Ko od vas ima psa? Dobro. Psa? Psa. Takozvani kerovođe ili kučkari su posebna sekta. Velika verska zajednica, ceni se da ih u Srbiji ima nekoliko stotina hiljada. I zaista to jesu ljudi koji menjaju svoje ponašanje kad dobiju kućnog ljubimca. Izlaze 3 put dnevno da ga prošetaju ili ga uvale posle 2 nedelje svojim roditeljima ili bračnim drugovima da ga šetaju. Odlaze na neka druga mesta, vi imate posebne delove, jesmo došli do životinja? Nismo. Znači, vi imate posebne delove parkova u Beogradu koji su namenjeni tim ljudima.
I šta je još bitno kad vi imate kućnog ljubimca, šetate ga i tako dalje? Šta se dešava s vama? Menjate navike, menjate društvo. Ok. Sad, znate kako se psi hrane? Imate one velike džakove po 25-30 kg, one pseće hrane granula, i onda šta se radi? Kad imate nedeljnu nabavku, odete pa u supermarketu uzmete i to i idete u radnju u kraju. Se zamislite jednu malu radnju, relativno malu radnju po prostoru, u nekom zabitom kraju Beograda, gde je otprilike biznis negde na ivici. Ne ide to baš nešto strašno, negde smo pred zatvaranjem. I onda čovek kaže, ja mogu da dignem sajt i da na tom sajtu postavim web shop. To je okej. I šta ću onda da radim? Onda ću da sipam gomilu para u oglašavanje, jer u svo dužno poštovanje ljudima iz advertising industrije, ali oglašavanje funkcioniše kao benzin na vatru. Dok sipamo, vatra se razgori, kad prestanemo da sipamo, ok, ostane neki nivo posete sajtova, u suštini, to je dam pare, ljudi dođu. Za razliku od toga, društvene mreže omogućavaju da vi stvorite zajednicu, okupite zajednicu. Ponovi Gago onaj princip koji si rekla, thanks for giving. Give. Daj ljudima. Tako je. Prođi malo kroz sajt, prođi malo kroz Face. Znači, ovo je stalno davanje, ovo su priče, ovo je povezivanje ljudi, ovo su saveti, tu su veterinari i tako dalje. Ako možeš da pustiš ovaj video sa ovom akcijom. Znači, šta je ideja? Ovo su takozvani kupljeni lajkovi. Je li vam poznat pojam kupljenih lajkova? Naravno, pod navodnicima ja se sad šalim. Kupljeni lajkovi su ona varijanta, odem na neki sajt, dam $30 i onda neki nesrećnici iz Sudana ili iz Južnog Vijetnama klikću. Ovo je druga priča. Ovde su, pazite koliko je, recimo, industrija je prepoznala važnost društvene mreže. Neću ih sad pominjati, ali ne jedna, nego nekoliko firmi koje su uvoznici sredstava za negu i hranjenje pasa, su rekli, ovaj fan page koji ima samo 20.000 fanova, to nije nešto posebno, je nama toliko bitan za prodaju da ćemo mi za svakog novog fana koji se tu pojavi darovati po jedan obrok pseće hrane koji nešto košta i taj obrok ćemo dati, opet onaj princip o kom si ti govorila, znači taj obrok ćemo dati nekom od azilu za napuštene pse koje vi odaberete, koje vi fanovi odaberete. Naravno, ova akcija je jako lepo propraćena kroz medije. Recimo, tu su bile objave na sajtovima Blica, Presa, B92 i tako dalje. To su sve sajtovi sa visokom posetom. Zašto ja vama sve ovo pričam? Gde je biznis? Show me the money. Gde je biznis u celoj ovoj priči? Pričamo celo večer, a ne pomenu smo pare. Na ovaj sajt Životinje RS dolazi oko 3000 posetilaca dnevno. To je 100.000 poseta mesečno. To je već granica da vi možete da počnete da prodajete baner. Mnogo bitnije, na web shop dolazi između 350 i 400 posetilaca svakog dana. Koliko od njih kupi ne mogu da vam kažem, ali mogu da vam kažem da je neki intelligence koji je rađen nekim gerila metodama, otprilike da na druge web shopove sličnih biznisa dolazi između 20 i 30 poseta dnevno. A znate šta je najbitnije u celoj priči i zašto vam pričam ovo? Odakle ta poseta dolazi? 95% posete na sajt i samim tim u shop i samim tim naručuju i samim tim otprilike na svaka 4 meseca momci kupuju još jedno dostavno vozilo zato što im se biznis širi. 95% te posete, dragi moji, dolazi sa Facebooka. To sam imao da podelim s vama. Hvala vam na pažnju. Дали може би, Дарко ќе ме скара, ali дали може би има уште некој прашање од публика? Не? Добро, би сакало ви се заблагодарам на сите. Дарко, некој завршен збор од тебе? Уште има? Како се вика, се надам, ако има уште некој прашање да кренете рака, во случај да не, им се заблагодарам на сите,
Се надевам дека успеа да пренесат дел од своето искуство, значи како и што, не е лесно, не е еден ден работа, тоа сум сигурен. Али се надам дека излеговте некои поуки, значи не е секогаш дека имате 100.000 фанови или слично, посветете внимание на тоа што веќе го имате и нели, не се плашете да дадете повеќе, да споделите и така. Ви благодарам. Hvala.